Свети Николе ќе води борба. Тамошните жители по ниедна цена не сакаат депонија во својот атар. Исплашени се дека транспортот на ѓубрето и неговата преработка за секогаш ќе им ја уништат водата и земјата. Изворите на село Мечкујовци ги имаме 3 извори, моментално што се снабдува селото со вода и главните извори идат од правец на депонијата. Или да се дислоцира или не знам како ќе. Проектот што е во име на сите граѓани на село Мустафино да се прекине. За да не се изграде, ќе стоиме за тоа секако и ќе правиме се што можеме за да не се изграде. Во моментов 17 земјоделски производи од Светениколско како органски се извезуваат во Швајцарија. Доколку депонијата се изгради таму, тогаш овдешните жители се убедени дека произведеното ќе им остане на нивите. Кој ги прашал граѓаните? Јас живеам у Мустафино, на неколку километри од депонијата. Кој ги прашал граѓаните на Мустафино, граѓаните на Ерджилија, граѓаните на Зибегово? Еве нека каже еден тука кој го имат прашано каде да се прави депонија. Според градоначалникот на Свети Николе, одлуката за изградба на депонијата во Мечкујевци е донесена уште во 2017 година и потпис за тоа има ставено тогашното раководство, но кога загустило, некој документот го сокрил од општинската архива. Овој документ можам слободно да кажам, се уште го нема во архивата на општина Свети Николе. Или го некој има тргнато, а ова е веќе одговорност, да знаете. Тука се има подпишано бившиот градоначалник и бившиот директор на јавното комунално предпријатие Комуналец Александар Давчев. Ова не беше доволно да се убедат жителите во конечноста на одлуката за изградба на депонија. Опозицијата во Советот бара одлуката за тоа да се носи на референдум. На следната седница на Совет на општина Свети Николе ќе доставиме точка во која што ќе има предлог за распишување референдум локален за да се слушне гласот на народот. Доколку граѓаните на општина Свети Николе проценат дека нема потреба од депонија во општина Свети Николе, не сакаат да има депонија во општина Свети Николе, треба да се слушне нивниот глас. И еден друг момент, тој референдум може да се одржи заедно со претседателските избори. Да немаме дупли трошоци. Нема потреба од дополнителни трошоци за референдум одржување. Проектот за регионална депонија веќе 10 години заеднички го туркаат вкупно 18 општини од источниот и североисточниот региони Свети Николе. За изградба на депонијата се очекува грант од 35 милиони евра од европските фондови. Се во ова може да падне во вода доколку нема решение околу локацијата за изградба на депонијата.